Мислам дека во дигиталниот маркетинг многу работи почнаа да се менјаваат многу брзо. На жена не може да се опреш кога има визија. Да комуницираш на правилниот начин, со правилниот човек, на правилната платформа, со правилниот формат. Тоа е најклучното во Дина. На Кариера МК подкаст, насловен на Кад водиме, на моје огромно задоволство, мој денешен гостин е Ина Марковиќ, основач и CEO на Dina AI. Ина, добре ни дојде. Добро ме најде. Од каде е желбата за маркетинг? Одлично прашање. За да го одговорам ова прашање, морам да се вратам во 2011. Само што дипломирав од факултет и ја почнав својата прва работна позиција. Нормално тоа беше во sales. И како што поминуваа месеците, тој што беше директор на маркетинг на компанијата тогаш, ме повлече на страна и ми кажа дали некогаш ти си размислила за маркетинг. И јас го прашав зашто? Па вика ти си супер у sales, меѓутоа како размислуваш и како придуваш на sales е повеќе од маркетинг аспект него што е од sales аспект. И јас му кажав па не сум размислила многу, меѓутоа ако ми кажувате дека ова е нешто во кој што имам афинитет, тогаш би го разгледала. И така почна 2011 со дигитален маркетинг, кој што тогаш не беше толку присутен колку што е денеска. Тогаш повеќе беше traditional marketing, значи повеќе беше семинари и традиционален начин на маркетирање на својата фирма. Меѓутоа тоа беа почетните чекори во светот на маркетинг. Ина, што значи да си жена предприемач во SaaS светот? Колку е важна поддршката од тимот, поддршката од дома? Се жена предприемач во SaaS светот во последниве 2 години ме научи дека е доста тешко. Ме научи дека во соба сум обично единствената жена. Околу други луѓе кои што нели прават SaaS платформи. Меѓутоа исто така ме научи дека доколку ја имаш правилната поддршка од тимот и поготово од фамилијата, дека една жена не може да се опреш кога има визија. Who runs the world, girls? Баш така. Така да ме научи дека како што му кажам на маж ми, you find out what you're made of. Кога си жена у SaaS светот, гледаш до кој степен си спремна да се бориш и можам да кажам дека јас и многу други жени што ги знам во SaaS светот се бориме многу јако и тоа е заради таа поддршка што имаме и од тимот и од фамилијата. А дали најдена некој препреки, да речам, на тој пат или едноставно се течеше природно, се пронајде на вистина во маркетингот или имаше некоја препрека, некој предизвик во тоа време? Предизвици има секогаш. Мислам дека во дигиталниот маркетинг многу работи почнаа да се менјаваат многу брзо. И беше многу тешко да можеш да бидеш во тек на сите промени. И тоа е всушност една од причините зашто и неодамна иземав и програма со Harvard Business School во Digital Marketing, затоа што иако јас сум во маркетинг преку 15 години, се осетив дека ми е потребно уште нешто, затоа што толку се менјаваат сите аспекти од дигиталниот маркетинг. Така да најголемиот предизвик е ностоп да бидеш баш на тие краишта кај што ќе знаеш точно што е следниот чекор во дигиталниот маркетинг пред да дојде тој чекор. Би сакала малку за Dina AI. Всушност најголемата причина зашто те поканевме денеска да бидеш дел од оваа наша емисија, малку за Dina AI, за идејата, од каде, што те поттикна, како започнавте со Dina AI самостојно, со помош, да ни споделиш за таа приказна малку. Идејата за Dina AI почна во 2024. Јас веќе подолго време приметувам без разлика дали работев во Америка, во Барселона долго време работев за време на магистратура или тука. Приметив дека без разлика на кој пазар да работиш, кога се работи за мали и средни предпријатија, они се насочуваат со истиот предизвик. Ги немаат ресурсите, ниту го имаат
буџетот да може да се дозвола тоа што поголеми институции би си дозволиле, дали е тоа маркетинг агенција или софистициран кадар. И обично се многу ad hoc со нивниот маркетинг и не гледаат резултати и затоа и чувствуваат дека маркетингот може не е за нив, а не е точно. Маркетингот е многу битен аспект од градење на својот бизнис и продажби. Меѓутоа им фалиш, ја приметив дека фали некој вид на помош да може да они имаат ист пристап на систематски маркетинг како големи агенции и како големи компании. И со почетокот на генеративна вештачка интелигенција или барем мејнстримот на генеративна вештачка интелигенција, тука ми дојде идејата мене како може преку цело ова знаење што го имам јас да се изгради еден рак систем и да се дигитализира целото ова знаење во тој рак систем и на база на различни промптови тој рак систем да биде трениран за секој бизнис индивидуално и да им помогне на сите мали и средни бизниси да си имаат AI CMO, директор на маркетинг во својата компанија и понатаму преку тие индивидуални агенти да може да ги извршат сите своји обврски за дигитален маркетинг и светот да биде 20 пати поевтино него да работиш со цела маркетинг агенција или да имаш 10 луѓе маркетинг тим. Резултираше со Dina AI. Е моето следно прашање, од каде идејата за името? Многу интересно име би сакала да, ако може да ни споделиш. Многу луѓе ме прашуваат од каде е идејата за името, овдека ќе го кажам официјално. Дина доаѓа од дигитална Ина. Дигитална Ина. Дигитална Ина. Идејата беше да се клонирам себе си, моето знаење, моето искуство во еден софтвер кој што може понатаму се сподели со милион луѓе низ светот и да помогне на милион бизниси низ светот. Многу оригинално. Како учи Dina AI? Како го дефинира клиентот? Значи, ова е всушност и делот што го патентираме и сме неколку недели од добивање patent pending во Европа и Америка. Dina пред да може било кој бизнис да користи Dina, мора да ги внесе тие информации и прашања што се во Dina, questionnaire, јас што го викам, за да го изградат својот идеален профил на клиент, својата публика и своите клучни пораки. Тоа се сет на прашања кои што се дел од секоја маркетинг агенција што би работела со нив, се дел од сите институции кои што јас сум работела и сите школи што сум ги поминала за маркетинг. Значи не се ова некои прашања што доаѓаат од мене, туку се прашања што доаѓаат од експерти. Дали се од Harvard Business School, American Marketing Association, Digital Marketing Institute, SEMrush, значи овие се академски експертни прашања кои што секоја агенција или директор на маркетинг би те прашал за да ја креира маркетинг стратегијата. Све тоа е дигитализирано во Dina. Што значи секој клиент се доаѓа и го тренира мозокот на Dina за Dina понатаму да стане директор на маркетинг на нивната компанија или AI CMO што го викаме и за да знае понатаму преку таа маркетинг стратегија и контент стратегија како треба тој бизнис да влезе на пазарот успешно преку кои иницијативи. Значи не е единствено овој прашалник, туку откако ќе го пополнат компаниите кои што се нели заинтересирани да работат со Dina, и понатаму Dina си учи како компанијата, мислам, ќе ја води Dina, така Dina учи и Dina продуцира. Да. Значи, штом клиентот ги пополни тие прашања што се за идеалниот профил на клиент, анализа на публиката и клучните пораки, Dina ја креира маркетинг стратегија, креира контент стратегија и понатаму креира контент календар кој што им дава на своите корисници да постираат SEO блогови, LinkedIn articles и постови на социјалните мрежи, на 12 социјални мрежи. Во секој од тие делови Dina ја креира содржината, а клиентот ја тренира Dina на содржината на која што се креира. Што значи исто како што на ChatGPT или Claude би му кажале би сакал повеќе вака или би сакал повеќе така, истото го кажувате на Dina и после преку thumbs up, thumbs down и кажуваш ова ми се свиѓа, ова не ми се свиѓа и Dina почине да го учи твојот начин на комуникација и да го учи повеќе твојот бизнис. Што ја издвојува Dina, да речам, од сите функционалности кои што ги нуди, тоа е спектарни и пред да започнеме со снимање малку се поразговаравме, но некоја функционалност која што би ја издвоила за Dina AI.
Да. Клучна да речам некој. Клучната функционалност е тоа што све во Дина е на база на твојот клиент, на твојата публика и на твоите клучни пораки. Значи Дина те советува преку целосен consistency, што го викам ја, низ сите пораки да комуницираш на правилниот начин, со правилниот човек, на правилната платформа, со правилниот формат. Тоа е најклучното во Дина, кое што му помага на самиот клиент да може да постигне поголеми резултати со својот дигитален маркетинг. Пресира за кои видови компании оваа платформа е најпогодна и какви резултати може да очекуваат? Дина јас би рекла дека е за целиот свет, ама тоа малку сум објективна спрема тоа. Меѓутоа, капацитетот на Дина моментално е најдобар за business to business компании и business to consumer, што значи секој бизнес, без разлика колку е голем или колку е мал, доколку како бизнес продава на друг бизнес или како бизнес продава на енд клиент, Дина може да ја користи со голема сигурност дека аутпутот ќе биде многу прецизен и насочен на визибилноста на тој бизнес, зголемување на брендот на тој бизнес и зголемување на лидовите за тој бизнес. Понатаму Дина би била добра, сега почињаме да тренираме, меѓутоа тоа ќе биде понатаму и за direct to consumers. Тоа ќе ми пише roadmap во која насока ќе расте. Понатаму ќе биде за direct to consumers. Сега во ноември ќе го лансираме email marketing агентот, кој што ќе биде поврзан со Mailchimp и со Klaviyo за B2C businesses. И ќе интегрираме Canva во Дина, за да може сега юзерот комплетно све да прави во Дина и да нема потреба да користи различни апликации и да има милион табови отворени. Со кои предизвици се соочивте? Во предпоставувам многу да. Мислам поврзани со Дина, нели? Еве на македонскиот или регионалниот пазар. Кои предизвици беа поврзани најмногу со Дина? Првично мислев дека најголемите предизвици ќе биде аксес до финанси. И тоа секогаш е предизвик, да стигнеш до аксес до финанси. Тоа си е it's a given, што се вика. Најголемиот предизвик е градење на продукт кој што допринесува до растот на компаниите и во кој што компаниите ќе си го олеснат своите тешкоти. Ти во главата можеш да мислиш дека продуктот е феноменален, меѓутоа кога ќе го позиционираш на пазарот, испаѓа дека може не е баш толку феноменален и треба да ги преразмислиш некои работи и како ќе го позиционираш тој продукт. Ние во Дина имплементираме design thinking methodology. Тоа значи дека со секој rollout на Дина имаме фидбек од клиентите, имаме бета тестери, и со секој rollout на Дина ги земаме сите тие бета тестери и целиот нов фидбек, го враќаме назад во продакшн и повторно ја преработуваме Дина и пак правиме нов rollout на Дина. Тоа го правиме затоа што сакаме да понудиме продукт кој што стварно им треба на бизнисите, а не кој што ние мислиме дека им треба. Погодна е за сите сегменти, да речам во компаниите? Да. Дина? Да. Може да најде примена и во финанси, може да најде примена и во правниот сектор. Да. Значи, без разлика во кој сегмент си, Дина на база на знаењето што доаѓа од овие академски институции, ќе одреди кои се најдобрите go-to-market motions за твојот бизнис и ќе ти помогне тие да ги спроведеш преку Дина. Конкретните бенефити кои што ги добиваат корисниците, дали тоа е подобрен квалитет, намалени трошоци, претпоставувам да, подобрени стратегии? Многу бенефити, ќе се фокусирам на тие што се најглавните. Така. Најглавните е дека квалитетот кој што искача од Дина е многу појак него да користиш индивидуални large language models, ChatGPT, Claude, Gemini, заради тоа што Дина е тренирана ем на академски знања, ем на твојот бизнес. Што значи квалитетот е многу поголем и по reliable, значи можеш повеќе да се ослониш на аутпутот него што би можел ако користиш различни алатки за креирање на твојата содржина и маркетинг стратегии. Второ нешто нормално е дека е многу поевтино да се користи Дина, него да се работи со огромни агенции, да имаш цели тимови. Дина е модифицирана и за агенции, маркетинг агенции, за да можат
повеќе обемно работа да земат и да амплифицираат таа работа за повеќе клиенти. Меѓутоа, ако си мал бизнис или среден бизнис, Дина заедно со тимот што го имаш или можеш да вработиш еден човек, Дина е баш целосен тим и директор на маркетинг во твојот бизнис. Значи, за 10 пати до 20 пати поевтино добиваш многу повеќе. За крај, Ина, би сакала да те прашам на каде одиме? Која е твојата визија, можеби за твојот бизнис или приватно или општо за нашето општество? На каде одиме? Големи планови за Дина. Едно од нив, како што спомнав, е од кога ќе го добиеме patent pending, влагаме во Европа и Америка активно. Одлично. Исто така, сега до декември ќе биде готова архитектурата за маркетинг агенции и фриленцери, кои што ќе ни ги отвори вратите многу. Идеално за Дина би била или да се добие IPO, или да биде купена од Salesforce или некој голем гигант на пазарот. Така да чекор по чекор идеме до моментот каде што Дина е едно од најголемите решенија за маркетинг за мали и средни предпријатија глобално. Јас не би посакала ништо освен успех и многу среќа и се надевам дека некогаш повторно ќе се сретнеме и ќе се поразговараме. Апсолутно. Благодарам многу.